Ради поривот за материјално и естета се водело кон едни погрешни идеали и вредности, каде што, например, во времето на барокот исто се наметнувале едни лажни вештачки идеали со претежок амбициозен кич, кој што луѓето, односно жените, го правеле заради нивниот наводен углед, аристократија, богатства, кои што тогаш биле уште доминирало тој робовладетелски, па и денес доминира, меѓутоа ете ние сме по-демократски светка во наводници. Но тогаш доминирал, да речеме, јасна поделба помеѓу аристократија, елита и население кое што било крајно сиромашно, кое што едва и ги имало и основните потреби. Така што во барокниот во 17 и 18 век во таа аристократија богатите слоеви носеле, знаеме ние огромни перики со тежок пудер, со вештачки младежи на лицето за да се прикажат како совршени тие жени. Облеката била секогаш претерано украсена со некои многу големи детали, бои. На нив носеле подфустаните корсети кои што на некој начин ги правеле совршени во телата за да бидат привлечни, за да бидат да изгледаат грандиозно. Носеле високи подпетици и некој си гламурозен стил во знак на статус. Од друга страна, кога ќе направиме споредбата со овој 21 век, ние не носиме можеби перики, но носиме екстензии, лажна коса, која што не прави совршени во нашата фризура. Наместо они што носеле некоја таква тешка пудра и ставале на себе, кај нас тоа се заменува со филери, со ботокси, со лифтинзи, со трајни шминки. Значи сето тоа, гледате, има некоја иста слична основа која што прави пред другите луѓе некакво големо вреднување. Корсетите ги заменуваме со што денеска? Липосукција, вадење на кожа, затегнување, намалување на дебело црево или какви да се тие некои современи. Значи гледате, човекот наоѓа начини, слични на овие во барокниот век, каде што многу попримитивно живееле луѓето тогаш во свеста, сепак се води таа иста свест и во денешно време, само што се компензира на еден понапреден начин, а гледате, суштината, вредноста и идеалот е слична на ова во барокното време. Сега ние со тие, да речеме, импланти кои што ги вметнуваме, го заменуваме она што они го правеле тогаш со корсетите. Сличноста во што е? Луѓето и тогаш и сега се обседнати со естетскиот изглед. Зашто? Затоа што го немаат духовното во себе. На крај, што имаме? Билдање само на физичкиот изглед, запоставувајќи го духовното јас. Суштината на живењето, суштината на Бога. И за крај, веќе кога сме кај тоа, ќе напоменам и ќе продлабочиме малку да објасниме што вели Библијата за се ова, какви вредности ние треба да живееме за да го негуваме духот, душата и да бидеме поврзани со Бога. Во Библијата нема да сретнеме, се разбира, директно спомнување за ботокс, за филери, за косметички процедури, но има многу стихови кои што уважуваат и алудираат на таа природна убавина кај човекот, да човекот се прифати онака како што Бог го создал со собствените раце, бидејќи ние сме деца на Бога, и да ја намали суетата, да ги воздигне своите духовни вредности и да го намали, гледате, влијанието на надворешниот изглед во како идентитет за себе уважување. Неколку значајни библиски стихови кои што се поврзани со оваа тема се можеме да ги сретнеме во 1 Петрово 3 стих 3 до 4. Вели: вашата убавина нека не биде во надворешното украсување, во плетење коса, во златни украси или во облекување скапа облека, туку во скриениот човек на срцето со неискажливата убавина на кроткиот и тивок дух, што е скапоценност пред Бога.
Што значи ова ни покажува дека Бог не го гледа нашиот надворешен изглед и ние ништо не можеме да направиме со реално надворешниот изглед. Само со внатрешниот карактер ние можеме да го одведеме животот кон една многу поубава верзија и посреќна верзија со поголем мир, каде што нема да имаме толку проблеми и несреќи и тегоби и искушенија, туку ќе имаме некој еден мир кој што Бог ќе ни го дава врз основа на нашето духовно живење.